Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски, овој пат технички осврт. Ќе покриеме дел од надградбите кои тимовите ги донесоа и инсталира на болидите за големата награда на Барселона или традиционално оној почеток на европскиот дел од сезоната во Формула 1, каде што тимовите ги носат поголем дел од своите аеродинамички наградби на болидите. Овде гледаме предно крило кај Мекларен, односно горниот приказ е новото предно крило кој Мекларен го представи во Барселона, а долниот приказ е долното предно крило, односно старото предно крило кој Мекларен го користеше од почетокот на сезоната. Гледаме, имаме разлика, таа разлика многу подобро е илустрирана на следниот приказ. Тоа е овој. Гледате, овој дел од предното крило каде што ни покажува стрелката е многу поспуштен, полегнат, дозволува поголем проток на воздух кон надворешноста на болидот, кон заднината на плевматиците, додека оној друг дел се користи за креирање на потисна сила и дивертирање на воздухот кон средишноста на болидот, додека долната варијанта беше малку понеутрална, побезбедна, би рекол, за почеток од сезоната, каде што тимот се уште недоволно ги познава перформансите, предностите и слабостите на својот болид. Одиме понатаму. Ова е така наречен flap adjuster или една алатка која се користи за штелување на степенот и аголот на поставеноста на овие аеродинамички елементи. Тимовите тактички и плански ги позиционираат овие flap adjusteri за да добијат и најмалата можна аеродинамичка ефикасност, односно аеродинамички бенефит од истите тие. Ќе видиме и понатаму интересен приказ за повеќе. Ова е еден засек кој го имаме на новото предно крило. Оние кои имаа прилика да го гледат видеото за предни крила и како тие функционираат во Формула 1, се сеќаваат дека оние аеродинамички вртлози кои се формираат при контакт со предното крило и одат во насока спротивна на стрелките на часовникот, овие мали засеци се креираат за да креираат вртлози кои се спротиват на тоа, така што го неутрализираат тој негативен ефект. Тоа веќе еднаш го објаснивме. И создаваат простор на негативна воздушна маса, односно оно аеродинамичко завлекување или драгот го намалуваат и помагаат целиот воздушен проток полесно доди наназад и позади плевматиците. Одиме понатаму. Мала разлика исто имаме овде. Гледате начинот на кој се затврстени и прикачени оние аеродинамички елементи спрема средишниот дел од крилото, односно во оваа варијанта предното крило се обидува што е можно повеќе воздушен проток да протне одоздола, да го храни подот, а со тоа да го храни дифузерот, а со тоа и добиваме поголема апсолутна потисна сила кај болидот. Одиме понатаму. Уште еден, како што спомена претходно, flap adjuster, тактички поставен повторно. Одиме понатаму. Мекларен овде паметно, копирајќи ги малку и другите тимови, се обиде да го прицврсти во наводници ретровизорот, меѓутоа и да добие едно мало крило кое ја зголемува аеродинамичката ефикасност и дивертира воздух спрема овие отвори за ладење, односно sidepods. Разлика во покривката на моторот, овде имаме од лева страна ни е старата конфигурација, од десна страна ни е новата конфигурација. На патеки кои имаат поборување од поголема потисна сила, ќе се користи, верувам, десната конфигурација. Таа нуди во кривина поголема стабилност на болидите, додека левата е за патеки кои имаат поборување од пониска апсолутна потисна сила или патеки како Монца, како Спа, верувам ќе се користи левата покривка, односно левата конфигурација во покривка на моторот. Одиме понатаму. Оние кои имаат прилика да огледаат видеото како функционираат задните крила во кај болидите во Формула 1, знаат дека овие засеци кои се наоѓаат на страничниот дел од задното крило користат за создавање на негативна воздушна маса која го неутрализира драгот, односно она аеродинамичко завлекување, така што без при тоа да се изгуби апсолутната потисна сила која се произведува од задното крило. Мекларен со мали промени, меѓутоа овие промени, повторно ќе кажам, зависат од патека до патека. Ќе гледаме на патеки каде што ќе ги нема овие засеци, ќе гледаме патеки каде што ќе ги има, значи се зависи од самата природа на патеката на која се вози тој викенд. Одиме понатаму.
промена исто и кај страничните крила, односно ние бачборд, гледаме 3 нови елементи кај Макларен. Овој дел од болидите на вистина станува интересен, болидите тимовите се повеќе вложуваат средства и време во развој на овој дел од болидите, бидејќи овде на вистина сега има многу простор за игра и многу инженери наоѓаат најразлични решенија како да дојдат до подобри перформанси. Идеме понатаму. Еве уште еден приказ од истото. Гледаме промените, горе е старата конфигурација, доле е новата конфигурација. Промена кај ова рамо, ако може така да се каже, и промена кај овие мали доле аеродинамички крилца кои служат за дивертирање на воздухот на надвор. Повторно ќе кажам, докато ги немате гледано видеата на каналот на Формулен Македонски кои објаснуваат како функционираат предните крила, страничните крила и задните крила, би ве замолил да ги погледнете како би добиле една комплетна слика и овие работи кои сега ги објаснувам, меѓутоа малку кратам во интерес на времето, би биле многу појасни. Одиме понатаму, Ферари, ново решение на странични крила, гледате овие мали крилца како самиот агол на поставеност ви асоцира како тие го дивертираат воздухот спрема на надвор, додека оној дел од задната страна го држи тој воздушен проток залепен за шасијата и овозможува поголема апсолутна потисна сила. Одиме понатаму. Ова е старата конфигурација на предното крило кај Ферари. На вистина мала разлика има со новото, сега ќе го видите, ќе имате прилика да го видите, мала разлика, меѓутоа оние љубители на деталите ќе тоа приметат, еве таа разлика, мало закривување овде кон крајот. Сепак ѓаволот е во деталите, така велат американците. Одиме понатаму. Разлика, мала промена на страничната страна од задното крило кај Ферари. Имаме повеќе од овие мали засеци, мали аеродинамички крила кои служат за создавање на негативна воздушна маса, односно мали вртлози кои тоа го создаваат, и мала промена во самиот начин на кој крилото оди спрема задната суспензија каде што се задните плевматици. Одиме понатаму. Уште еден агол од истата таа промена. Може да видите, горе е новото задно крило, доле е старата конфигурација. Повторно ќе кажам, ова е навистина само за оние љубители на најмалите разлики и технички детали. Одиме понатаму. Овде станува збор за сензори кои се инсталирани на предното крило на Ферари. Ова е фотографија од тестирањата кои се одржаа веднаш после трката, односно во понеделникот и вторникот после трката во Барселона се одржаа тестирања. Сакав оваа фотографија метнав само да им покажам на оние кои не ги следат предсезонски тестирања како изгледаат овие сензори, како се ти инсталирани, залепени за предните крила и за останатите аеродинамички елементи, и тие собираат информации, потоа тие информации се пренесуваат во боксот и таму се генерира една 3D слика која укажува каде го болидот добива, а каде губи перформанси. Одиме понатаму. Повторно оној дел од бачбордс кај Мерцедес гледате совршенство, една хармонија. Просто овој дел од болидот на Мерцедес е уникатен, дефинитивно најразвиен, секое крило си врши своја улога, паралелно, рамномерно распоредување на целиот воздушен проток, затоа и се најдобри, дефинитивно најмногу вложено време и развој, и затоа болидот на Мерцедес е и толку доминантен. Ова е само една од тие причини, нели? Има многу повеќе фактори, меѓутоа овој степен на детали укажува посветеноста на Мерцедес, како тоа се прави и зашто они се сега дефинитивно број 1. Одиме понатаму. Мали детали околу ретровизорите кај Мерцедес. Гледате како тимовите тактички ги искористуваат овој држат за ретровизорот да формираат едно цело ново аеродинамичко крило, да го форсираат воздухот да остане залепен за овие сайдподс, а потоа и залепен за самата шаси и покривка на моторот, како би генерирале поголема потисна сила. Мали промени повторно помеѓу ова е старото предно крило кое го гледаме горе и новото предно крило, повеќе засеци
овие засеци ги анализиравме во видеото како функционираат предни крила, рековме тие создаваат мали воздушни вртлози кои генерираат простор на негативен воздушен притисок кои помагаат за забрзување на воздушниот проток и го хранат подот на болидот, а при тоа го хранат и дифузерот, а тоа е еден од најважните елементи за создавање на потисна сила и целокупната аеродинамичка стабилност на болидот. Исто како кај Ферари, мала промена кај овие странични плочи од задните крила, односно овие мали аеродинамички крилца, засеци кои се користат за неутрализирање на аеродинамичкото завлекување, односно драг. Гледате мала разлика. Меѓутоа, таа мала разлика може да значи 10 по круг во перформанс. 10 вакви мали разлики, тоа се 1 секунда по круг перформанс, тоа е 1 минута во апсолутно време во една просечна Формула 1 трка. Одиме понатаму. Дојдовме до Red Bull. Red Bull исто со нови мали промени на подот, како би се зголемила аеродинамичката ефикасност на болидот, мали промени и кај предното крило кај Red Bull, оној отвор што е традиционално присутен на самиот нос на болидот, овој пат гледате за големата награда на Монако, ова се слики свежи од вчера, е затворен, значи мора да земете во предвид дека многу од овие промени кои тимовите ги прават и се специфични по самата патека, значи ќе гледате многу пати некои делови, некои предни крила, задни крила кои се користеле на една патека ќе се користат на друга, меѓутоа на трета нема да се користат, се зависи од самата конфигурација на самата патека и кои се нејзините потреби за подесување на болидот како би имал најдобро апсолутно време, односно најдобар апсолутен перформанс. Еве и од друг агол таа споредба, гледате овде овој отвор го имаме, додека кај Монако го немаме. И е малку пократок овој клун, што значи дека дозволува поголем дел од воздушната маса да проаѓа одоздоле и да оди спрема оној популарен титрей или послужавникот за чај кој се наоѓа на самиот почеток од подот кај болидите во Формула 1, а тоа служи за распоредување на целата воздушна маса понатаму подолу во болидот. Еве ги од друг агол овие мали крилца кои го насочуваат воздухот, гледате спрема задната суспензија на самиот болид. Овие се тие така наречени тек крила кои се користат кај болидите во Формула 1 на самиот крај од поклопецот на моторот. Ова е една мала дупка во законот кој ги регулира правилата во Формула 1. Ова е еден нерегулиран дел, па така тимовите својата итрина и знаење го искористија да го создадат овое мало така наречено тек крило кое помага при дивертирање на повеќе воздух спрема задното крило и му помага исто така и на дифузерот подобро да функционира. За оние повторно кои не ги следат предсезонски тестирања, може немале прилика да видат ваква фотографија. Ова е исто така еден голем сензор кој прави 3D мапирање на просторот околу болидот. Значи инженерите во боксот, додека овој сензор, оваа мрежа од сензори инсталирана на самиот болид, како секој од овие мали цевчиња кои гледате овде, мали отвори, всушност служат како мали сензори и тие прават мапа, дигитална 3D мапа, и со тоа инженерите гледаат лесно каде болидот добива, а каде губи перформанси. Уште еден детал овде од Red Bull. Повторно, предното крило со сите негови измени, гледате како се обидува тимот од Red Bull да менаџира со воздушниот проток. Повторно тек крило, мали суптилни разлики кај дифузерот помеѓу Азербеџан и Шпанија. Гледаме уште еден отвор, мали разлики, меѓутоа велам 1/10 е доволно да направи на крај на трка и голема разлика. И последната слика имаме болидот на Рено, овие мали аеродинамички крилца кои гледаме овде, кои тактички се поставени порано, таму тимовите ги монтира најчесто камерите и камерите ги користат како аеродинамички крила.
така што кога станува збор за Формула 1 нема компромис, се користи до максимум, секоја можна работа која може да се искористи во аеродинамички бенефит кој ќе донесе подобро време, подобар перформанс на болидот, се тоа се прави со една цел. Гледаме и болидот на Рено како и некои други болиди како Алфа Ромео на пример, ги инсталираш овие мали крила, така што тие имаат мала, но секако значајна улога во целокупниот аеродинамички концепт кај болидот на Рено. Уште еднаш ви благодарам што го следите каналот на Формула 1 на македонски. Доколку ви се допаѓаат овие видеа, доколку ви се допаѓа каналот на Формула 1 на македонски, ве молам за лайк, шер и сабскрајб, тоа навистина му помага на каналот. И се гледаме овој викенд за големата награда на Монте Карло, односно ќе правиме анализа на квалификациите и ќе правиме анализа на трката секако. Уште еднаш ви благодарам и се гледаме овој викенд. Поздрав!